Процедурално сакам повторно да укажам на злоупотреба на членот 90 од деловникот со репликите и контрарепликите. И знам дека секој процедурално е губење време, така да ова е последен пат да се пријавам јас како процедурално. Сакам да укажам дека репликите не се користат за реплика, туку повторно, како што неколку пати кажав досега, се користат за прикривање на криминал. И најстрашниот дел знаете кој е? Значи не дебатираме ние тука, не го користиме нашето право на дебата, бидејќи го блокираме собранието. Ако сакаме да дебатираме по значени прашања, би дебатирале кога тие прашања ќе бидат на дневен ред, а не вака да го блокираме домот. Но проблемот со таквото блокирање е што не го криете само криминалот, кој вашите функционери го имаат направено пред објавувањето на бомбите, пред Пржино 1 и Пржино 2 или пак пред изборите. Криете криминал кој што се уште се прави. Значи криминал кој што се прави по започнувањето на продолжетокот на оваа седница, од минатиот понеделник. Вчера до мене пристигна на фотографија од увид во состојбата на сметката на службениот мобилен телефон на поранешниот премиер и сегашниот пратеник и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Господинот Груевски, колку што знам јас, не е премиер веќе година дена, а според податоците на оваа фотографија имаме други информации. Да се разберем. Иако оваа говорница ми овозможува да тврдам дека ова е вистина, не тврдам дека ова е вистина, едноставно барам службите да го проверат ова дали е вистина. Овдека пишува дека службениот премиерски телефон, кој што го плаќа владата на Република Македонија, во периодот од 1 март до 1 април 2017 година, значи сега, откако почнавме, е направено сметка од над 184.000 денари за роаминг. Дали тоа значи дека државата ги плаќа координациите кои што ви ги правеше Никола Груевски од Малта за циркусот тука? Не е фер, колеги. Многу пари ја чиниме оваа држава. Секој ден ова чини 20.000 евра. Ке ве замолам да се откажете од збор, да продолжиме да работиме. А ако веќе инсистирате да говориме, тогаш дајте да работиме 24 часа додека не исцрпиме дискусијата. Благодарам.